што не се исповедале кај парофиските свештеници од Сиднеј, отец Митко и отец Димче, тие што се исповедали и оделе кај распопи да не пристапуваат на причесна. Додека не се исповедаат кај легитимните свештеници и не добијат онни благослов да се причестат. И оние кои не се крстени од легитимен свештеник, односно од овие свештеници што сум ги поставил јас, дури и од оние кои се расчинети, ама до денот кога не е покрената судска постапка за нивно расчинување, односно забрана за вршење на свештено дејство. И тие крштенки се важечки, зашто дотогаш биле легитимни свештеници, но од моментот кога го загубиле легитимитет, откако станале фалсификувани лажни свештеници, измислени, од тогаш натаму се што крстиле не важи, се што венчале не важи, се што погребале не важи. Се ќе се крсти, се ќе се венча понатаму што било крстено, одни венчали и така натаму погребано, и да си дојде, да си биде еден пастир и едно стане. По таа призва, сега, браќа и сестри, вековикувам сите со внимание, да пристапите, да се причестите, тие кои што се подготвиле за причестување. Овде ќе бидат поставени сите свештеници. Сите свештеници си ги знаат своите верници. Јас се причестувам, а тие ќе ми кажат дали тие нивни верници се исповедале и дали припаѓаат на црквата или не. Додека не се исповедаат, додека не се очистат, додека не се вратат во единство на црквата, ќе се покајат како сите што се кајате, почнувајќи од мене. И јас се кајам, браќа и сестри. Немојте да мислите дека владиката не се исповеда. И јас се исповедам. И јас барам прошка за гревовите. Ако јас барам, и вие ќе барам. И сите ние сме должни да бараме, и тоа е начинот, ако сакаме да се спасиме. Ако сакаме па да се причестуваме неподготвени, тогаш ќе бидеме за срам. Ќе бидеме по примерот на Јуда. Зашто Јуда прими причеста од Христа нашиот Спасител. Не за прошка на гревовите, туку за судица осуда. Христос што му рече, земи ја причестната, и тоа што си го наумил, односно да ме предадеш, оди и прави го што побрзо. Јуда отиде, очаја, ги фрли сребрениците, отиде надвор, направи на една врва јамка и се обеси. Така секој ќе заврши, што неподготвен доаѓа на причестна тука. Подготвувајте се, исповедувајте се и пречистувајте се, за да можете да се спасите, односно можеме сите да се спасите. Тоа важи и за вас, тоа важи за свештениците, тоа важи и за мене. Амин.